Почитувани, Филипче не смее да побара оставка од тепачот Акиов. Се плашиле дека ќе проговори за нивната врска. Дали Венко Филипче молчи и не смее да побара тепачот од Кочани да си даде оставка од советничкото место, затоа што Акиов му кажал дека ќе проговори по чии насоки го направил инцидентот. Венко Филипче, заедно со Зоран Заев, сковаа план за дестабилизација на ситуацијата во Кочани, преку тензии и говор на омраза. А тепачот Акиов е нивна алатка која требаше да го запали огнот. Сега, откако планот на Филипче и Заев за дестабилизација на Кочани не успеа, тие декларативно го осудуваа чинот, но запреа откако очигледно добија закана дека ќе бидат обелоденети. Срамота е до каде дојде СДС да најмува тепачи за дестабилизација на државата и ширење на говор на омраз. Ви благодарам. Имаме едно прашање. Кој е вашиот коментар за денешната трибина на СДСМ во однос на една година од формирањето на влада предводена од ВМРО? По однос на денешните активности на СДС би сакале да подсетиме и никогаш да не се повтори 10 причини зошто Македонија беше понижена во време на власт на СДС. Промена на име, срамен договор со Бугарија, криминал во рек Битола, запалена модуларна болница и без никаква одговорност 14 починати, Дурмотурс 16 загинати, Беса Транс 45 загинати, Артан Груби и Енвер Беджети на црна листа поради корупција, суди и обвинители бирани од тефтери на Заев и компанија, тендери во 4 очи, онкологија и ќарот врз грбот на граѓаните кои се борат за живот. А еве и 10 причини дека во првата година Македонија градиме од темелите на промените. Од минус и рап на банкрот, зголемивме пензии за 5000 денари. Од минус и рап на банкрот, зголемивме плати во образование, здравство, МВР и други. Се градат автопати како никогаш досега, 4 во исто време. 1,2 милиарди директни странски инвестиции за само 6 месеци. Реконструкција на студентски домови. 9 милиарди денари субвенции за земјоделците исплатени во рекордни суми. Поддршка за општините и бизнисите од над 500 милиони евра. Стратешки договор со Обединетото кралство. Достоинствено представување на Македонија на европска сцена. И една година без скандали, криминал и корупција. Почитувани, денес СДС настапува со луѓето поради кои загуби. И нината на оваа партија се ликови како Фрчковски, Андреј Жерновски, Венко Филипче, а во позадина стои Заев. Сето ова укажува дека СДС паѓа уште пониско и не научила ниту една важна лекција. Ова се разликите помеѓу ВМРО, ДПМН и СДС. Разликите се очигледни и граѓаните ги препознаваат.